Народниот театар од Штип синоќа пред Кочанчани ја одиграа театарската представа Отворач на конзерви во рамките на програмата на 26-тото издание на културно-стопанската манифестација Денови на Кочанскиот ориз 2017. За темата и текстот за представата повеќе од изјавата на Владимир Тулиев, член на ансамблот на Народен театар Штип. Представата Отвор за конзерви од Виктор Лану, еден интересен француски автор кој што е исто и автор и драматург и продуцент. Меѓутоа е важно да се каже дека актер на комедија франсес, значи еден авангарден театар од Франција. И еве го има напишан овој текст. Чисто јас би сакал за текстот да кажам, бидејќи остава една порака, сега мене вашата публика колку ме знае, колку не ме знае, нели тоа си друго. Значи станува збор за двајца луѓе, Жан и Жак, кои што после една експлозија на фабрика за гуми за джвакање, за мастики, се излепува, меѓутоа тоа е ставено како еден вид, една метафора. Меѓутоа, нивниот живот внатре во тој затворен простор кој што се наоѓаат, че доаѓаат до конфликти, така да на крајот, нели, покрај оној глад што се јавува меѓу нив двајцата и борбата за преживување меѓу нив двајцата, бидејќи едниот игра малку, така да речам, приглуп, а другиот е малку квази интелектуалец. Значи тука доаѓаат до тие конфликти. Меѓутоа на крајот мене ми се многу допадна текстот кога прв пат го прочитав и прифатив да го играм. Остава една многу силна порака, значи колку и да се луѓето, нели, така да речем, и различни, и да не се согласуваат во некои работи, сепак дава една порака дека колку и да се овие два лика различни еден со друг, на крајот сакат да се спојуваат, да живеат заедно, значи да делат нешто што порано не се го делели. Така да верувам дека и кај нас луѓето, барем во секојдневен живот, се појавува тој порив, ето така, да живееме заедно. За вечерва на програмата за деновите на Кочанскиот ориз и изборот на жетварската убавица кој ќе се одржи во Центарот за култура Бели Мугри. Изборот на жетварската убавица во Кочани ќе биде збогатен и со перформансот на Сара Мейс. Централните настани се планирани за деновите од викендот. Во сабота ќе се одржи целодневна програма на летната сцена на која ќе настапат деца од галенки училиште здруженија, а во 19 часот ќе се одржи меѓународниот фолклорен фестивал. Во саботата програмата завршува со шоуто на Игор Джамбазов и Гуру Харе во трговскиот центар. Во недела на Оризова нива ќе се изврши обичај за жњување и вршидба, потоа во паркот на Револуцијата концерт ќе одржи Евто Попиновски.